Здраво, драги пријатели. Намерно сакав прво да го видим овој наслов. Не знаеме дали ќе е така или не, дали тоа е најголемиот пад на биткоинот во 2025-та. Но во принцип тоа не е ни важно, се додека човек знае и прави разлика помеѓу така наречени asset и commodities, односно да го преведеме, би го нарекле актива и така наречени удобности. Тоа што многу луѓе не прават разлика, би сакал сега малце да го потенцирам. Актива е она што јас ви препорачувам во што да инвестирате, а не во удобности. Ама и први да ги објасниме тие две работи. Биткоинот, златото и среброто во последниве години на вистина, без оглед што сега паѓа во моментот, драстично пораснаа. И не е важно кој колку порасна, многу луѓе често пати се прашуваат дали да инвестираме во биткоин, во злато или во сребро. Јас ќе ви кажам моето искуство. Не инвестирав ниту во биткоин, ниту во злато, ниту во сребро, заради една едноставна причина, затоа што се commodities, а не се asset. Односно удобност се, еве на македонски, а не се актива. Што тоа значи? Па кога ќе купите биткоин, иако на моменти купував и ги продавав и заработував на разликата, купував тогаш кога бев 100% сигурен, иако никош не може да 100% сигурен, дека биткоинот ќе порасте. Меѓутоа внимавајте. Овие три, како и другите криптовалути и други удобности, или платинум и така натаму, бакар да не објаснуваме, се знае дека полека ќе расте бидејќи им расте побарувачката и свесноста за нив. Ама додека ги поседувате, не ги носат пари. Замислете дека сега таму под телевизорот во некоја чекмеџа има кило злато. Еве замислете. Јас треба да му слушам на него, а не тоа мене. Сум го купил само заради една причина, бидејќи се надевам дека во иднина некој друг ќе го вреднува повеќе и би платил повеќе од моментот кога јас го купив. Истото е и за биткоинот, истото е и за среброто и за сите други commodities, односно удобности. Зошто не ги преферирам? Баш заради тоа што додека ги поседуваме, не ни носат готовински тек, не ни носат приливи, не ни носат cash flow. За разлика од нив, што преферирам јас? Акции и недвижности. Зошто? Затоа што тоа е актива, а не е commodity. Што значи тоа? Замислете инвестиција покрај вода, како вака. Обично тоа се најскапите цени по метар квадратен. А луѓето наши, оние луѓе кои што немат искуство или знаење од финансии, кога купуваат ја гледаат цената на чинење, а не го гледаат кеш флоуто што подоцна го носи и не го гледаат потенцијалот на не толку брз и драматичен раст како златото и биткоинот на метар квадратен, но сигурен, бавен раст. Зошто преферирам сигурен, бавен раст наместо брз како во биткоинот? Заради кеш флоуто. А ако купите ваков стан на вода, на туристичко место или на некое фреквентно место во главен град, во голем град, каде што има, не знам, трговски центри и така натаму, поборувачката за изнајмување е голема. Вредноста полека му расте, но американците кои се занимаваат со cash flow викат cash is king. Целата вистина е cash flow is king. Значи, крал е протокот на готовинските пари, cash in. Не е само што вие ќе купите, туку со тек на време, вредноста му расте, но најважно, ви носи постојан, месечен или дневен прилив. Акциите и недвижностите тоа ги го возможуваат. Со акциите и недвижностите, особено во индексот 500 S&P 500 на Њујоршка берза, индексот на 500 најдобри фирми и недвижности било каде на фреквентно место, особено туристичко и главни градови, постојано ви носи cash in. Биткоинот тоа не ви го носи. Нема толкави осцилации, осцилациите се бавни и тенденциозно према горе, но постојано ви носат пари. Разликувајте актива од удобност. Разликувајте asset од commodity. Значи, преферирам недвижности и акции на берза, но не поединечни акции. Тука внимавајте. Ако купите поединечни акции, многу е мала веројатноста. Една компанија од 1000 ќе направи раст и ќе има драматичен раст и ќе плаќа многу дивиденда.
Поинтелигентно е да купите индекс на 100, индекс на 500 и најдобри компании. Најмногу преферирам кога веќе сте во крипто да бидат во акции или, внимавајте, таму каде што се рудари биткоин, а постои мрежен маркетинг. Тоа е врвот од комбинацијата на две. Зошто? Од при рударење на биткоин, вие креирате нова вредност. А Рей Далио, човек од кој што најмногу учам, вели вака, кога веќе купуваш акции, купувај во фирми каде што ти креираш нова вредност во таа фирма, а не да чекаш некој друг да ги менаџира твоите пари. Но за тоа во некои други видеа. Сега за сега да не влегуваме во детали, мојата препорака е, а вие како сакате, и тоа го кажам од она што јас го направив, а не од она што сум слушнал и ми донело резултати, секогаш преферирајте актива која што полека, но сигурно и расте вредноста, како на индексот на акции и на недвижности, а во меѓувреме ви носи кеш флоу. Не е важно колку пари заработувате, важно е каде ги праќате парите кои што сте ги заработили. Ако ги пратите во актива, каде што вредноста на долг рок ќе расте, но во меѓувреме постојано ви носи прилив, тогаш сте на вистинскиот пат. Значи, резиме, ако мене ме прашате, пред биткоин и злато, инвестирајте во недвижности и во берза. Се гледаме утре.